Таа е популарна актерка во албанскиот театар во Скопје. Тој е еден од најпопуларните политички новинари и главен уредник на порталот Нова ТВ. И двете професии се прилично динамични, со многу патување и отсуство од домот, побаруваат многу жртвување и оставаат малку слободно време за приватноста и семејните обврски. Како да се постигне сето тоа и на трите ќеркички да им се посвети должното родителско внимание и љубов? Во такви услови, посветеноста, почита и меѓусебното разбирање се подразбираат како клучни состојки за успешен и среќен семен живот. Еве како Борјан и Амернис се справуваат со динамичното животно темпо. Па, во принцип, енергијата ја црпам од секаде. Од секојдневниот живот, значи, од случки, од децата. Значи, енергијата ја црпам од каде све што можам, за да одам напред и за да можам да издржам нормално. Па, веројатно од енергијата си доаѓа од страста и љубовта за работата која ја работам јас, си работи Амернис. Тоа е, предпоставувам, голема предност да работиш нешто што го сакаш, што го работиш со љубов, што го работиш со страст. Тоа троши точно, но од друга страна на по некој начин нели инспирира, дава енергија и стимулира, мотивира да се човек да оди напред. Покрај бракот, тие се поврзуваат и преку професиите. Борјан со уметноста преку музиката. Амернис често гостува во емисии и снима реклами за медиумите. Иако некогаш се случува за работата да се дискутира и во семејството. Едно е сигурно, за политиката нема простор дома. Секако постојат и други тајни состојки за рецептот да биде успешен. Да кажам, мене тој рецепт стално ми е number one, значи никогаш не се занимавам со политика. Не ме интересира политика и луѓето околу мене сите знаат дека не нешто многу пратам политика, иако нели основните работи треба да се знаат ради култура. Иначе овака воопшто не знам. Значи игнор на све става. И мислам дека генерално е глупо децата да се бомбардираат со тие теми дома. Заботата е да се избегне од таа инерција, тоа е една инерција која те држи постојано во еден филм кој често знае да забега многу лош. Инаку многу едноставно, децата не го бараат тоа, ти само треба да се препуштиш на нивните желби кои се многу спонтани. И тогаш и се е лесно. Со нив се слуша музика, со нив се, не знам, се играат игри. Само треба да им се препуштиш на нивните едноставно потреби и желби. И толку едноставно, ништо повеќе. Рецептот е само да им се предадеш нив и они ќе ти кажат, ќе те насочат каде. Нивните три деца се се уште во училишните клупи и самите се соочуваат со стереотипи, предрасуди и нетолеранција, кои виреат во секое општество, а за жал и во мултиетничка средина каква што е нашата. Честопати Амернис и Борјан вложуваат дополнителен напор за да ги отстранат овие појави и можните фрустрации и кај децата, но и кај луѓето со кои контактираат. Имало случка, скоро сега, да им речат шиптарче. И мислам, јас бев спремна на тоа, и ја и Борјан, значи сме спремни за таков чекор и полека со разговор да ги елиминираме. Моето дето, бидејќи не прави разлика што е албанче, што е македонче, што е ромче, пошто ние не правиме такви разлики, ја на родителите на тие деца, значи што го потребиле тоа зборче, значи сум разговарала со нив, за да они разговараат со своите деца, за да они им го расшират видикот на своите деца. Дека не треба да се прави дискриминација никаква. Дека луѓето се луѓе, дали се роми, дали се албанци, дали се македонци, тоа не е битно. И сепак мислам дека тоа е од дома. Значи култура од дома. Ако детето дома не слуша, не може ни да го употреби тој збор. Не, мислам дека со драматизација и тензија таа предрасуда добива уште на поголем интензитет. Ако се прифати и ако на луѓе, например, јас на кои сум се потрудил, кои би се блиски, кои би се потрудил да им објаснам некои работи, мислам дека многу позитивно сум влијаел и доста се промениле во однос на тоа. Така што треба работа. Но како што, пак ќе речем, како што Бора и Каја треба да бараат толерантност со другите, така и они треба да ја покажат. Веројатно тоа е
пат. Овие дечиња од најрана возраст учат да ги почитуваат другите, иако се уште многу мали за да ја разберат средината во која живеат. Нивните родители сметаат дека иако сме општество на различности, честопати луѓето не се свесни за тоа. Освен во домот, почитувањето на различностите бара многу работа со децата и во образовниот процес. Да речеме, на првата кукла на Бора што ја купивме беше црнкиња. Црна. За да може од самиот почеток, од кога почнува да согледува светот околу себе, да соочи со тоа дека постојат и деца кои едноставно имаат друга боја на кожа. И после од тоа се си доаѓа само по себе. Мислам дека треба да се поработи на мултиетничкиот момент. Албанци, македонци, турци, роми, да не се делат децата, да ги гледаат исто, значи да бидат запознаени сите деца и првенствено прво наставниците, нели, да бидат запознаени со другата култура, па тек после они да своето искуство да го пренесат на децата. Со различноста треба да се соочиме, не треба да ја експонираме, не да ја прикриваме и да бегаме од неја. А ја мислам дека образовниот систем уште живее во таа една политички креирана реалност која не се совпаѓа со она што го имаме како реалност во ово општество во кое живееме. Ова петчлено семејство изнаоѓа начини да ги задржи дневната политика и разните поделби во општеството надвор од својот дом. Резултатот е видлив. Има ли нешто поскапоцено од овие прегратки?